Рецезентите во агенцијата за филм сами на себе си доделувале пари. Судирот на интереси, главна одлика на работата на агенцијата. Transparency International открива дека не сите што конкурирале минатата година добиле еднакви услови за колачот од 4,2 милиони евра, кој агенцијата го доделила по основ финансирање на краткометражни и долгометражни филмови. Постапката за оценување на овие проекти била во тек и се спроведувала без никаква пречка, иако во законот за филмската дејност постои забрана за, сега ќе го прочитаме членот на тој закон, постои и забрана за аплицирање на проекти од страна на лицата кои што имаат интерес во овие постапки, односно кои што учествуваат во спроведувањето на постапките за оценка и избор. Ниту директорот не презел мерки за спречување на судирот на интереси, иако имал и надлежност и обврска да го стори тоа. Ваквата постапка најверојатно би продолжила, како да е најнормална ако Transparency International не ги побарале документите да испитаат на кого и на кој начин се доделуваат парите. Сега од организацијата бараат целиот процес да се врати на почеток. Овие се состојби кои што директорот на агенцијата за филм имал можност, бидејќи тој самиот одлучува, имал можност да ги избегне. И требало да се спроведе една анализа на ризикот, дали постои ризик да се некој се посомнева во законитоста и легитимноста на постапката за доделување на средствата од овој конкурс. Сега од невладината очекуваат обвинителството и сите надлежни органи да реагираат по допрен глас и соодветно да се постапи и во однос на прекршувањата на одредби од кривичниот законник. Телевизија Алфа подолго време известува за скандалите кои се поврзани со агенцијата за филм, меѓу кои и оној за серијата Црвениот поет, снимена со народни пари, а која се држи во фиока со што се прекршува и договорот за нејзино финансирање. Жалам, но тоа не ни било предмет на анализа, немам информации, прв пат слушам за овој случај. Ние можеме само да направиме анализа на документите, да видиме што било утврдено, договорено и зошто не се спровело и да укажеме каде може понатаму да се обрати. Скандалите и судирот на интереси не се новина во агенцијата за филм,